Почитувани, Зоран Заев, наместо со решавање на проблемите на граѓаните, кои во огромна мера се резултат на неодговорното владење на неговата старо-нова власт, се занимава со театар и гол популизам. Зоран Заев не може да решава проблеми затоа што тој е изворот на истите. Оваа влада е она истата стара влада која создава економско цунами, неправди, трас-трас одлуки, најкорумпирана земја во Европа, хибриден режим. Затоа, наместо Заев да дава мандатни писма, народот на Заев му дава мандатно писмо во кое се бара да ги врати назад на работа 40.000 кои изгубија работни места во ковид кризата поради лошите и ненавремени економски мерки. Да им помогне на лозарите кои во ек на бербата на грозјето не знаат дали воопшто и по која цена ќе биде откупено нивното грозје. Да се врати старата цена на струјата, затоа што има скапа струја, а сиромашен народ. Да се намали цената на бензините преку укинување на зголемената акциза. Да се обештетат 100% измамените штедачи на Евростандард банката и да се открие кои компании од Струмица се примачи на кредитите без покритие. Одговорност за министерката на Заев, Нина Ангеловска, која за разлика од илјадниците други граѓани навреме си ги извади парите од Евростандард банка. Апсолутна правда за сите. Да се тргнат рацете од судството и обвинителството. Веднаш да се реши проблемот со децата во градинките, кои поради ковид кризата се изложени под ризик и за кои нема соодветни и адекватни просторни услови за згрижување. Да го видиме планот за колапсот кој се случува во образованието. Република Македонија е една од ретките држави каде доцни стартот на учебната година и кризата која трае од март ги изненади владините институции кои за жал се уште немаат никаков план. Филипче да замине од Министерството за здравство затоа што неговата неспособност ја плаќа народот со своето здравје и живот. Заев да престане да раздава стотици илјади денари државни плати, бидејќи народот нема за леп. Заев да престане да троши милиони евра за набавка на скапи и луксузни автомобили, бадеми и лешници, затоа што 100.000 граѓани живеат со помалку од 50 денари дневно. Да ги разјасни десетиците нерасчистени убиства, палење на домови и автомобили. Да престане да дели криминални тендери во еден хотел во Источна Македонија. Конечно, да се удри мафијата која денес е едно исто со власта, почнувајќи од Заев, па се до постапки за Ден Дончев и Дијамет, за Рашковски и Леонардо, за функционерите со кокаин, за градоначалникот шверцер на сигари и сите останати, а не се малку. Заев, ова мандатно писмо мора итно и неодложно да го спроведете до крај. Во спротивно, народот го бара мандатот назад. И само да ве потсетам дека ќе има одговорност за неспособноста и криминалот. Ви благодарам.